Предлагаме историско македонско-грчко помирување и договор за траен мир и добрососедство меѓу Македонија и Елада. Ова денеска го објави првиот човек на Семакедонскиот конгрес Тодор Петров за време чествувањето на 71 годишнината од екзодусот на македонците од Егејска Македонија во Штип и 29 години независна Македонија. И по толку децении раните во душата за присилното напуштање на родните огништа не закрепнуваат, тврди денеска за телевизија Стар Петре Киреваков од Прилеп, дете бегалец. Тие болат и ќе болат. Никогаш нема да престанат. Тоа е трагедија која ќе се памти, опишана е низ цел свет. Затоа погромот што им се случи на илјадници македонци во таа 1946 за навек е врежен во колективната меморија на македонската нација. Ова нема да се заборави никој пат. Прогонетите македонци од Егејска Македонија никој пат нема да заборават своите корени. За жал дека тука веќе ние сме, речи го, 72 години и одбележуваме тука два настана. Првиот настан е 8 септември, а другиот настан е 70 година од граѓанската војна во Грција 1946-49 година. Затоа аманетот на еден од темните сегменти од македонската историја останува на младата генерација. Ние, како сојуз и единствен и најголем сојуз на Сдруженија македонците и деца бегалци од Егејскиот дел на Македонија Македон, продолжуваме по тие чекори и стапки во одбрана на името на државата и идентитетот на нацијата. Со своја порака на денешното чествување излезе и пратеникот во Републичкиот парламент од Штип Иван Јорданов. Ја користам оваа прилика на сите граѓани на општина Штип да го честитам денот на независноста. Во исто време се надевам и посакувам да живееме во една посилна, попросперитетна, економски постабилна Македонија во која што младите ќе ја градат својата иднина, а повозрастните ќе бидат повеќе почитувани. Со букети цвеќења положени пред паметникот на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија во дворот на црквата Свети Константин и Елена во штипската населба Балканска, присутните одадоа почест на сите кои пред 71 година беа насилно истерани од своите домови од тогашните грчки власти, а во исто време и 29 години независност на нашата држава. Токму поради ова, денеска со честитка за денешниот 8 септември, до граѓаните се огласи заменик градоначалникот на Штип, Јане Миланов. Во честитката, меѓу другото, стои: овој историски датум е важен за сите денешни, но и идни генерации. Ден кога се оствари познатата изрека на првиот претседател на државата Киро Глигоров, да бидеме своји на своето. Денес имаме држава подготвена и исправена да чекори по европскиот пат, членка на НАТО со трајно обезбеден мир и стабилност.